Цела прехранбена индустрија е на стаклени нозе и е мобилизирана, но барем за сега храна има доволно и простор за паника нема, смирува министерот за земјоделство. Во моментов вели државата имала доволно залихи на пченица и брашно и немало потреба од увоз, иако претходно македонските власти тоа го побарале од Србија. За колкави количини се работи и зошто е побаран интервентен увоз за сега не се знае. Економијата мора да продолжи да функционира, односно снабдувањето на пазари со храна, секогаш постои и владата донесе таков заклучок да може да се интервенира, односно да се откупи од другите пазари. Забраната за извоз на пченица е до 30 април. Тоа е со цел да се спречи какво било нарушување на состојбите на пазарот на земјата и да се обезбедат доволни количини брашно. За сега транспортот на стоки помеѓу државите ќе се одвива со почитување на протоколите за заштита. Затворени остануваат источните пазари и се бара решение и за откупот на јагниња. Паралелно парични и затворски казни следуваат и за сите трговци што ќе ги покачат цените на производите во маркетите. Инспекторите се во обиколка на продавниците, магазините и складиштата. Властите ги предупредуваат газдите да не помислуваат да ги качат цените и да заработат на гребот на граѓаните. Во интерес на заштита и безбедноста и здравјето на граѓаните, заедно со пазарниот инспекторат ја отвориме бесплатната линија 191 на која сите граѓани кои ќе утврдат дека има прекршување на овие одлуки, односно дека има кафулиња и ресторани кои работат или пак има зголемување на цените во супермаркетите во последните 2 недели, тогаш ќе може веднаш да пријавуваат. Казните за оние кои ќе ги зголемат цените се огромни и почнуваат од 5000 евра, додека кривичниот законник предвидува и до 1 година затвор за прекршителите. Инаку деновиве може да се забележат покачување на цените на овошјето и зеленчукот во некои маркети, зашто инспекцијата веќе ги чешла дуќаните.